поради сомневање дека извршил полов напад врз 6 деца на возраст од 4 до 8 години. Децата случајот го пријавиле кај своите родители, откако во повеќе наврати овој маж ги повикувал во својата гаража, во која работел како автомеханичар. 46-годишниот автомеханичар од Скопски Чајри, самиот татко на 2 деца од кои едното малолетно, сексуално злоставувал 6 деца на возраст од 4 до 8 години. Децата ги намамувал така што им давал бомбони и пари за да се купат сладолед. Откако ќе влегле во неговата работилница, им покажал порнографски списанија и слики и им велел дека може да станат познати и богати модели, доколку го прават истото што го гледаат на сликите. Потоа ги допирал децата по интимните делови на телото, а ги навидувал и на орален секс. Пред 4 дена децата им кажале на своите родители за злоупотребата на автомеханичарот, а потоа родителите пријавиле во полицијата. Со наредба на истражен судија беше извршен претрес и во гаражата каде што тој работел. Беа пронајдени поголем број на порнографски материјали кои што истиот според кажувањето на дечињата, на оштетените, им биле прикажувани од страна на осомничениот, инаку станува збор за 5 девојчиња и едно момче кои што според досега документираните сознанија биле злоставувани од страна на осомничениот. Полицијата дополнително ќе утврдува пред колку време педофилот започнал да ги злоставува децата и дали претходно истото го правил на други или евентуално на неговите сопствени деца. Настанот го осуди од првата детска амбасада во светот Меѓаши, од каде велат дека педофилите не може лесно да се откријат. Педофилите најчесто искористуваат детската љубопитност и спонтаност. Тоа е тоа кое што ги привлекува, ги примамуваат со најразлични подароци, на таков начин жртвата доаѓа во нивното место каде што се сексуално злоупотребувани. Затоа според нив родителите и наставниците во училиштата мора постојано да разговараат со децата и да внимаваат дали кај нив се појавуваат промени како депресија, недоврба во возрастните, болки во грбот кои алудираат на сексуално злоставување. Сексуалната злоупотреба на деца представува најтешка форма на злоупотреба на деца, каде што последиците по психичкиот развој се сеопфатни и далекосежни. Значи, потребно е веднаш да се реагира, потребна е целосна рехабилитација и ресоциализација на тие деца, потребно е децата да добијат стручна психолошка, лекарска, психијатриска помош со цел полесно да ги надминат овие трауми кои што ќе останат и онака печат на нивната личност. Потребно е да се отворат центри во кои што децата кои што се жртви на сексуална злоупотреба и педофилија ќе можат да бидат згрижани, каде што ќе имаат информации и семејствата на децата како да се справат со детето кое што е жртва и како да се справат со овој проблем кој што го има. 46-годишниот педофил вчера бил изведен пред истражен судија кој му одредил 30-дневен притвор. Во центарот на Скопје пронајдено е